Почитувани, добро вечер. Ја следите емисијата Став. Вечерва разговараме со Ненад Стојановски, областен раководител при секторот за даноци и такси при општина Куманово. Господине Стојановски, добро вечер. Благодарам што одвоивте време за гостување во нашата емисија. Добро вечер и од мене. Благодарам на поканата и поздрав до гледачите кои не следат вечер. Во теке постапката за надмирување на заостанати долгови по основ на данок на имот, како се одвива наплатата, има ли реакции, има ли можеби проблеми и слично? Вака. Моментално пуштени се во опток решенија за забрана на користење на средства. Истите тие решенија се генерирани на 4.12. ова година. Во теке постапка на дистрибуција, граѓаните ги добиваат сите тие решенија. Самата дистрибуција започна минатиот петок, значи пред 7 дена, и моментално има околу 17.600 такви решенија на вкупна сума од околу 108 милиони денари. Ова се за останати долгови, значи зборуваме за долгови заклучно со 2019 година, бидејќи 2020 се уште не е истечена и ќе биде оставена на добра волја на граѓаните, односно опомени и присилно ќе се спроведува наредната година. Голема реакција постои, бидејќи општина Куманово за прв пат влегува во ваква состојба. Ние минатата година, заклучно со 2018 година, дистрибуиравме ваков тип на решенија и тоа баш околу нова година, бидејќи во целокупната постапка си има одредени редослед на движење. Значи, најнапред, граѓаните добиваат решенија за тековна година за данок на имот. Тоа се физички лица, како што добиваат и правни лица. Таа работа, тие решенија се генерираат законски, заклучно со 31.3. за тековна година и самата дистрибуција треба да се заврши до средината на годината. За да може после постапно да се пуштаат опомени и законски мора и треба да се блокираат граѓаните. За жал, тоа е една состојба која е сензитивна и никогаш не е направена воопшто на Куманово. Зошто не е направена досега? Тоа се прашање на кои не би сакало да давам одговори. Ја сваќаме ние состојбата, социоекономската состојба на граѓаните, а сега и во очи на нова година. Меѓутоа, доколку не се извршува операција, постои опасност од застареност на поверувања, кои долгови понатаму општината не би можела да ги наплати, а ние би требале да ги бришеме, а самото бришење може да предизвика други последици, како што е кривична одговорност, најпрво на раководител, односно и на институција. Ние 2019 година, на почетокот на 2019 година, извршивме еден таков отпис, и тоа во износ од околу 42 милиони денари, а тоа се околу 700.000 евра, баш заради ваква работа, а понатаму одредени лица, раководители, се добија кривични пријави, односно се води постапка. Затоа оваа состојба бара, односно мора да биде извршена на ваков начин. Овие решенија кои ги добија граѓаните сега, односно кои ги добиваат, тие се уште ги добиваат, од тие 17.000 и нешто и 600, од прилика 1/3 веќе се дистрибуирани на граѓаните и оваа постапка најверојатно ќе заврши до крајот на годината. Од самиот прием на тоа решение граѓаните имаат одреден рок од 8 дена да го платат тој долг. Во целокупниот овој процес сите лица кои се приматели на социјална помош ќе бидат изземени од блокирање, бидејќи според закон за даноци на имот не се извршува доколку се приматели на социјална помош. И сите лица кои добиле такви решенија, ние ќе земеме список од Центар за социјални работи и нема да преминеме во постапка на нивна блокада, а тие можат слободно да се обратат во нашиот сектор за дополнителни консултации, односно објаснување во тој дел. Да. Што покажуваат податоците како се движи наплатата по години? Вака. Од 2018 година може да се прогласи за финансиски најдобра година на сектор за даноци и такси во историјата на општина Куманово. И таа година имаме соберено рекордни средства. Тоа најмногу се должи на зголемиот обем на данок на промет, односно
купопродажба на сериозни објекти, кои секоја купопродажба нели донесува одредени средства. Во делот на данок на имоти таа година исто има сериозни резултати и има скоро 100% наплата гледано во однос на облогот за таа година. Претходно најдобра година пред 2018 за општина Куманово е годината 2017. И ако ја споредиме 2018 во однос на 2017 година, имаме разлика од околу 55 милиони денари во плюс за општина Куманово во тој дел. Минатата година е најдобра година во дел на данок на имот, по соберени пари во однос на облогот станува збор за околу 113% наплата, што значи дека сектор за даноци и такси си ја врши својата работа и јас за оваа прилика ги поздравувам сите мои колеги за нивното целокупно залагање и ангажман во тој дел. Ова година е година на пандемија, а таа година значи проблем за сите нас. Меѓутоа, сектор за даноци и такси има добар резултат финансиски оваа година. Скоро сме на приближно ниво на остварување на околу 90% од планираните средства. Така да сметам дека финансиски гледано е задоволително. Што е она што е превземено? Ова година има доста задолжувања од ретроактивен тип, што општина Куманово досега тоа го нема работено. Значи, според закон за даноци на имот, даночна обврска настанува од момент на настанување, на стекнување на имот. Секој граѓанин е должен да дојде или правно лице да го пријави тој имот во рок од 15 дена од момент на настанување на промена, односно од стекнување на имот. За жал, таа навика се уште немаме кај граѓаните. Јас се надевам дека тие ќе сватат суштината и значајот на сето ова и ќе почнат да го пријавуваат тој имот. За таа цел секоја година има јавен повик кој важи од до 31 јануари за пријавување на имот и сметам дека секој граѓанин треба да дојде да си го пријави својот имот со соодветна даночна пријава. Има ли можеби позитивни случаи на граѓани кои што редовно еве ги надмируваат овие обврски, комуналната такса? Има и тоа е за поздравување. И морам да признаем една пракса која е констатирана кај нас. Обично луѓе што по статус, економски статус се посиромашни, се многу повеќе дисциплинирани во тој дел. Не само што пријавуваат имот, туку и своите обврски даночни ги плаќаат на време. А од друга страна имаме голем број на олигарси и политичари кои свој имот не го пријавуваат и не плаќале имот во општина Куманово. Меѓутоа од оваа година ретроактивно тие се задолжуваат, ние по службена должност што имаме право тоа да го направиме и им порачувам на сите нив од оваа позиција да дојдат да си го пријават имотот, зашто нема да остане ова така. Ќе ги платат сите обврски за целокупниот имот со кој располагаат, а верувајте ми има луѓе што имаат сериозни имоти за кои не плаќале даноци. Кај нас постои едно место во систематизација што се нарекува даночен инспектор. Тоа е место што инспекција, меѓутоа е поврзано со работата со сектори даноци и такси. Ние се уште немаме назначено такво лице, а неговата функција е дека може да пишува казни. И овој закон што сега државата, односно владата го припрема, новиот закон за даноци и такси, не знам колку сте запознаени, кажува дека доколку не се пријави имотот на време, значи ќе се пресметува 5 пати поголем данок. Така да нека си размислат многу убаво во кој правец ќе оди нивната дисциплинираност и нивната обврска спрема општината. Каква е состојбата со таксата за привремен престој, односно туристичка такса? Таксата за привремен престој, односно туристичка такса е комунална такса која не се администрира во нашиот сектор. Таа е под надлежност на сектор за комунални дејности. Единствена такса која се администрира кај нас е комунална такса за фирма, односно назив за деловна просторија или популарно наречена фирмарина. Со првиот закон за децентрализација 2005-2006 година таа надлежност ја презимаат општините за да ги зголемат своите приходи и тогаш и преземена првата база од УЈП
а самите субјекти кога ќе се регистрираат во централен регистар се обвржени истиот субјект да го пријават кај нас за да плаќаат комунална такса за фирма, односно фирмарина. Тоа е постојат околу 3385 регистрирани субјекти кај нас кои се задолжени со фирмарина. Самата висина на таа комунална такса поединачно беше 6000 денари, бидејќи има тарифник за пресметка на комунални такси и тој тарифник се гласа на совет. Бил изгласан на сума од 6000 денари и така сме функционирале. Меѓутоа оваа година со пандемијата општина Куманово побара можност да им помогне на сите тие субјекти кои реално се многу погодени до оваа криза. И имавме и намера, нели, ако можеме, тој износ да не им го наплатиме оваа година на граѓаните, меѓутоа законските рамки кажуваат дека можеме само да одиме со максимално намалување на тарифникот, а тоа е намалување за 2000 денари, 4000 денари е еден минималец кој ние тоа и го направивме. Донесовме одлука на совет со кој фирмарината ја намалиме максимално што можевме за нели на некој начин колку можеме им излеземе во пресмет. Во однос на делот колку е облогот што го дава самата фирмарина, општина Куманово околу 21-2 милиони. Ова година е нешто понизок за околу 6,5 милиони заради самото намалување, нели, на самата комунална такса. И мораме да признаеме дека наплатата оди добро во тој дел. Секогаш е околу 90 до 100%, зависно нели некои субјекти избришани, неизбришани и таа компатибилност со централниот регистар, така да сметам дека тоа е еден стабилен и сигурен приход за општина Куманово. Какви се очекувањата, колку треба да се слеат средства во општинскиот буџет по однос на данокот на имот еве за оваа година? Вака. Облогот во данокот на имот се менува. Моментално има зголемен облог во данок на имот заради константната работа на сектор за даноци и такси, ретроактивните задолжувања и новите даночни пријави. Ако ги земеме споредбено да ги гледаме годините, а таа информација ќе излезе на совет, ќе бидат опфатени последните 2 години во споредба со претходните години, за да може да се види како секторот функционира и работи, се може да се забележи еден растечки тренд. Значи 2018 година облогот беше околу 60 милиони денари, зборувам за дел на данок на имот на физички лица. Минатата година 63 милиони, оваа година облогот е околу 70 милиони. Тоа значи дека е зголемен за многу голем извесен процент. И ако се земат и ретроактивните задолжувања, кои може да бидат законски до 5 години, во врска со оние кои не пријавлjalе имот, значи можеме да зборуваме за зголемување од околу 20 милиони. И тоа е реален облог за имоти кои реално постојат. Зошто го кажувам ова? И кај нас постои голем проблем на она што се нарекува дали е чиста или нечиста база на даночни обврзници. 2005-2006 година, со првото наследување на даночните обврзници во УЈОП, кога тоа функционирало на принцип сам пријавилам имот според вредност која јас ја нели имам договорно, ние сме ја прифатиле таа база тогаш и нормално дека постои ден денеска. Понатаму 2009-10-11 година за прв пат се формирале комисии. Општина Куманово има формирана комисии затоа што постоело, а и се уште постои голем дел од имот кој воопшто не е задолжен. Тие комисии функционирале на принцип интерен човек од сектор и надворешни соработници и при самото запишување на имот кога оделе од имот на имот, запишувале на некој начин и без документ, значи стечена состојба со прашање и слично, па запишувале и луѓе кои што во една куќа живеат тројца луѓе на сите тројца имот, некоја не запишана, а во суштина сопственик е оној човек кој или лице кој има сопственост кој се потврдува со имотен лист. Ние ова година планиравме да почнеме процес за репроценка и во тој дел да ги репроцениме сите имоти кои што се задолжени по УЈП и за по таква основа има околу 6-7 илјади спремени пријави. Размислуваме да формираме тим само интерни луѓе што ја познаваат таа работа. Ќе биде тешко, меѓутоа се надевам дека наредната година ќе помени оваа пандемија и ќе можеме како што треба да го спроведеме тој процес.
Сега 2010 година, 11 кога се запишувале тие имоти, општина Куманово има зголемена база. Меѓутоа, најголемото зголемување се покажува последните година и пол-две, со овие реални задолжувања на овие имоти, бидејќи ние по службена должност веќе 2 години секој предмет кој што ќе дојде кај нас, а е наследство, подарок, договор за купопродажба, е реален имот на кој ние правиме проценка. Тоа е делот на оделението во данок на промет, бидејќи кај нас постојат две оделенија, данок на промет и данок на имот. Моментално ние ги поврзаме, постои сериозна компатибилност, односно кохезија, и сето она што ќе дојде во промет треба да помине во имот, а таму се констатира дека голем дел од тие имоти се незадолжени. Ние правиме проценка претходно во промет и добиваат соодветни задолжувања за реална вредност во имот, со која реална вредност наредната година добиваат решение за данок на имот. Не споменавме само дали има разлика на цената во споредба со претходните години? Нема разлика во цена со претходните години. Значи вака, ние се водиме според методологија за процена на пазарна вредност, која методологија постои од 2010 година, и таа методологија е во надлежност, односно изработена од Министерство за транспорт и врски. Има измена на методологија 2013 година, а ние на Совет ја имаме донесено нашата методологија и ги имаме донесено и зоните. 2013 година измената што се однесува до методологијата која постои ден денеска од 2010 година, се однесува на делот што претходно имало комисии за проценка, а 2013 година постојат овластени проценители. Таа измената која што се однесува на тој дел, а 2014 година кога сме ги дефинирале цените на Совет и зоните, значи ние стартуваме со 10-та зона, значи во методологија постојат од прва зона па до 23-та зона. Ние сме почнале од 10-та зона, бидејќи секоја зона носи цена за земјиште, за стан, семена куќа, деловни простори. Сето тоа е земено како сублимат според сите договори кои што поминувале во тој период кој што ги правеле граѓаните или правните лица и е констатирала на една цена од каде би требало да почне таа приказка. И почнала од 10-та зона, например централно градско подрачје, прво јадро, па постои второ јадро, па трето јадро. За споредба, односно компарација, Прилеп, општината Прилеп, почетна зона им е 7-ма зона, што значи да имаат многу повисоки цени од нас, конкретно почнуваат од 7-ма зона. Кај нив прво јадро е 7-ма зона, кај нас прво јадро е 10-та зона. Град Скопје веќе почнува од прва зона, таму цените ги знаеме. Значи нема промена во цена. Постојат голем број на реакции, прашања, нели општина наплаќа повеќе даноци. Не е точно, општина не наплаќа повеќе даноци, само општина ги задолжува оние кои што не биле задолжени, и тоа според закон. Тоа мора да биде така и реално да биде така. Даночната политика мора да биде рамномерна политика и не може ако еден имот е задолжен, другиот до него да не биде задолжен, и ако еден е задолжен по една цена, мора и другиот да биде задолжен по друга цена. Постои направено голем број на репроценки оваа година, затоа што ако еден објект е ценет, да речеме, 50 евра квадрат земјиште, другиот до него претходно имал 30 евра земјиште, преземена база, проценка од подамна, значи ние мора да ги изедначиме тие цени и мора да донесеме даночна еднаквост. Нешто кое во светски рамки е света материја. Кога ги споменавте реакциите, граѓаните реагираат дека им доцнато помените, а еве сега им стигнуваат блокирани сметки. Има ли до вас такви реакции? Секако дека има реакции, секаде кај што кога се пари во прашање реакции ќе има и секогаш ќе има. Општина Куманово до 2018 година сите своји даночни решенија и опомени ги има доставувано преку наши доставувачи. И секогаш доставата доцнела или не била квалитетна, односно не може да се констатира дали тие лица ги добиле тие решенија, тие опомени или не ги добиле. 2019 година направивме напор и успеавме во сето тоа. Направивме договор со Македонска пошта, договор за хибридна пошта, со кој што договор Македонска пошта е обврзана нашите решенија кои што ги генерираме да ги достава до граѓаните, а за сето тоа одговара самата пошта. Значи тие треба да се потпишат на самиот прием на тоа решение. Доколку странката не биде најдена, се прави второбит и потоа се остави известување каде што странката треба да се обрати во Македонска пошта за да си го подигне решението.
Минатата година за прв пат се пуштени опомени на целокупен износ, затоа што ни ние не можеме да констатираме дали со сигурност некој го добил тоа решение претходно, не го добил или го добил неговиот комшија, неговиот роднина, па не му го дал, односно не го примил. И заради сето тоа мораме да воведеме една константност во прием на тие решенија. Минатата година, кога граѓаните ги добиваат сите опомени, имаше сериозни реакции. Значи, имаше граѓани кои што за прв пат во нивното постоење добиваат решенија за данок на имот и тоа е оправдано. Ако нешто добиваш одеднаш, а влече долгови за многу години, секој ќе реагира, тоа е нормална работа. Меѓутоа, граѓаните треба да бидат свесни дека даночна обврска, треба сами да се интересираат и да прашуваат дека секој има имот и е обвржан да плаќа данок. Има ли законски предвиден рок до кога најдосна треба да се надмири долгот за минатата година? Например, велат дека им пристигнуваат сега блокирани сметки имаат за долгови од 2014-2015 година. Вака. И како се справувате со овој проблем, бидејќи навистина доколку има по неколку години неплатени сметки? Вака, прво, се уште никој не е блокиран од физичките лица. Значи, блокирани се правни субјекти во делот на фирмарина, бидејќи таму апсолутна застареност, односно застареност на поверување е 2 години. Ајде ќе почнеме тој дел да го елаборираме малку. 2018 година има две извршувања, се опфатени 3 години за да не застарат поверувањата. И таа година е рекордна година во делот на комунална такса, односно називно дело на просторија, со рекордни 100 и нешто проценти на тоа. Значи, се оди од година за година. Кога се добиваат решенијата постојано, мора да одат и опомени постојано, а понатаму сето тоа завршува со блокирање за жал, непопуларно блокирање на сметки. Тоа е законска работа. Граѓаните не се блокирани, тие имаат добивано минатата година опомени за целокупен износ. Оваа година пуштивме опомени само за 2019 година, бидејќи сите претходни години ги опфатиме минатата година. И сега имаат добиено оние недисциплинирани граѓани, нели? Да речеме, или оние што не се информирани, решенија за сите години почнувајќи од 2009 година. И тоа е последно, нели, последна опомена пред да се прибегне кон блокирање во самите банки. А блокираме ние затоа што имаме систематизирано место даночен извршител, тоа ни е законско право, не е надворешен извршител. Направивме некои напори, бидејќи имаат поголема моќ во таа работа. Меѓутоа, се уште немаме добиено позитивно мислење од Министерство за финансии, дали смееме или не смееме да ја тераме таа работа на таков начин. Следното што ќе биде, после овие решенија кои ги добиле, ќе бидат испратени блокади во банки, освен за оние лица кои што се приматени на социјална помош. Собраните средства од даноците завршуваат во општинската каса. Од какво значење се овие средства за инвестициите во градот? Овие средства се од круцијално значење, бидејќи од тоа се сопствени приходи кои општината ги генерира. Во овој дел можеби треба да се експлицира и некои други работи. До 2018 година оперативен буџет на една општина според закон може да биде до 10% од сопствени приходи остварени во последни 3 години. Од 2019 година е 30%. Сопствени приходи, ова се примерни приходи на општината, даночни приходи и комуналните такси, односно урбанистички оддел, без нив ние не можеме да креираме оперативен буџет. Тоа значи, колку се поголеми сопствените приходи, толку ќе биде поголем оперативниот буџет, а тоа значи развојна програма на општина Куманово со која би можела и треба да гради улици, тротоари, комунална инфраструктура. Даночните приходи учествуваат со околу 30% од оперативниот буџет. Тоа се сериозни средства и тоа значи дека колку повеќе граѓаните ги плаќаат овие давачки, толку повеќе општината ќе може да гради од граѓаните за граѓаните. Се размислува ли можеби за дигитализација, електронска наплата? Секако дека се размислува за дигитализација. Во овој дел, вака, треба да се вложи голем напор за да се внесе било каква промена или новина кај нас. За жал, јас се надевам дека тоа ќе се смени, веќе се менуваат работите. Ова пандемија налага да нема контакти, а самите решенија, плаќања,
предизвикуваат многу контакти и самите гледаме што се случува со луѓето во банките и пред банките. Општина Куманово не само што размислува, него веќе е во фаза на спроведување на одредени проекти. Јас за оваа прилика прво да ги поздравам луѓето, односно Министерството за информатичко општество, бидејќи еден таков проект е во тек, се вика Дигитална општина, односно ДМС, дигитална пренос на документи, и тој значи дека интерсекторски ќе ја поврже општината. Сите документи ќе може да се подигаат електронски и ќе можат граѓаните да поднесуваат електронски пријави, електронски барања, сето тоа за да нема контакти толку, да им се олесни работата, а и на нас да ни се олесни работата и да имаме поголема контрола на целокупното работење. Тој проект е во тек и се надевам дека завршница ќе има до крајот на годината, не знам оваа недела до кај сме, што сме, треба еден состанок повторно да одржиме. Што се однесува до електронско плаќање на даноци, и тоа е еден проект кој го водим Фондот за иновации и технолошки развој со UNDP, и општина Куманово е една од 5 општини која што е вклучена во таа работа. Таму се Свети Николе, Прилеп, Боговиње, не знам уште една општина имаше. Значи ќе воведеме електронско плаќање на сите јавни давачки. Ние имавме една платформа претходно која функционираше на принцип на кодови, меѓутоа не се покажа толку многу успешна. Ја се надеваме дека со овој проект тоа ќе го воведеме шо побрзо и граѓаните да можат до дома да си ги извршат своите плаќања. И за крај, како вие лично сте задоволни од напредокот во овој сектор? Мислам дека веќе 3 години управувате со овој сектор. Па не 3-2 години. Дали сум задоволен? Сум задоволен од промените, работите одат на подобро, како што и сите работи во општината одат на подобро. Јас се надевам на уште поголем напредок, а ние ќе продолжиме сите заедно да го правиме. Уште еднаш ги поздравувам сите мои колеги вработени, бидејќи без нивна помош нема да можеме ово да го направиме. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат кумановци. Ви благодарам и на вас, и посакувам пријатна вечер, а на граѓаните им посакувам среќни божични и новогодишни празници. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.